За 2 месеци кошничката потешка за 2000 денари. Иако се уште не се излезени трошоците за јуни, од ССМ велат дека според неофицијални податоци скокнале за околу 800 денари во однос на мај. Па грубата пресметка на синдикатите покажува дека за 2 месеци има зголемување од 2000 денари, кое воопшто не е за занемарување. Предлагаат веднаш да се донесат мерки со образложение дека очигледно само на тој начин може цените да се држат под контрола. Се додека им се остава дополнителен простор, цената еве на овошјето отиде до плафон, да не зборуваме за нешто друго, иако бевме критикувани за тоа. Ако досега цената на црешите која беше дел од вредноста на кошничката изнесуваше 100 денари за килограм, сега 300 денари за килограм, рачунете колку ќе се зголеми вредноста и кога ќе се помножи тоа по 12 месеци. Затоа велам дека мерките се ите како неопходни. Министерот Дурмиши пак во вчерашната топ тема кажа дека се прават анализи, ако има потреба, мерки ќе се донесат најрано во јули. На крајот на овој месец ќе направи уште еден извештај. На крајот на јуни, така? Да, на овој месец. Да ги гледаме двете месеци извештајот како се движат цените. Ако се случува тоа што сум го кажал и на пресконференција, да имаме девијантно однесување од страна на трговците, производителите и дистрибутерите, било кој, тоа што сум го кажувал и го држам тој став дека ќе донесеме по-ригорозни мерки. Премиерот Мицкоски неколку пати кажа дека има план за мерки, но не откри какви. Рече само дека наскоро ќе бидат соопштени во јавноста. Од ССМ пак вела дека извештаите на пазарен можеби не покажуваат драстичен скок, но сликата во продавниците е сосема поинаква. Последната мерка за стабилизација на цените истече на крајот на април. Статистика пак последно објави раст на инфлацијата од 3,3% во мај годинава, во однос на мај лани, што е значително повисоко во однос на онаа во Европската унија.